На несудениот генерален конзул во Њу Јорк, телевизиската презентерка Бесмиреја Јупи, конечно и се исплатеше упорноста. Македонија да ја испрати на мисија во странство. На само неколку дена пред формирање на новиот владен состав, Бујар Османи ја испрати Јупи во македонското представништво во Бон. Таму, кога веќе не стана конзул, ќе помага за издавање на пасоши, барем според оправданието на МНР. Во текот на летните месеци во конзуларните представништва, каде има зголемен обем на работа, поради тоа што нашата диаспора патува дома, се праќаат вработени од МНР на неколку месеци испомош за да се улесни издавањето на документи на шалтерите на конзуларните представништва. Желбата на Бесмиреја Јупи да стане конзул пред помалку од 2 години и пропадна поради силниот притисок од јавноста, која реагираше дека таа нема соодветни квалификации. Во тој период таа имаше заработено 12.000 евра хонорари од ангажмани во неколку различни институции. Освен за неа, непосредно пред крајот на својот мандат, Османи потпишал решенија за испраќање на мисии во странство и за други вработени во Министерството за надворешни работи. Ова следи откако тој пред само 10 дена распиша конкурс за испраќање на 15 дипломати во македонските конзуларни и дипломатски представништва. Од МНР се правдаа дека станувало збор за редовни административни циклуси, иако за конкурсот остри реакции и осуди пристигна од поранешни дипломати, министри за надворешни работи, како и македонскиот дипломатски синдикат. Амбасадорот Зоран Дабеќ неодамна за ТВ Алфа предупреди дека конкурси се распишуваат во март, а не во јуни, како и дека постапките на Османи се само дополнителна партизација на македонската дипломатија. Вие кога се заминувате, веројатно се обидувате да се ги под наводници спасите своите кадри партиски, но така една дипломатија не функционира. Обично подготовките почнуваат во месец март за заминување, за да некаде во летниот период се замине, значи добри 3-4 месеца, и тоа е секако поврзано и со училиштата, децата на дипломатите да може се запишат, тие што се таму на служба да довршат и така. Не се прават вакви адхок изненадувања. Османи се обиде масовно да испрати дипломати на мисии за време на предизборниот период, но не успеа во намерите, бидејќи законот забранува такви одлуки во ек на кампања. Беше под лупата на антикорупцијската комисија, бидејќи 15 службени возила на МНР и 2 на Агенцијата за разузнавање се користеа во партиски цели на локалните избори. Скандал за кој од владата побараа само објаснување.